Почитувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес сето она што ќе ви го презентираме во однос на разговорот со денешниот мој соговорник ќе биде од ваша корис, уште повеќе што ќе говориме за актуелната состојба со коронавирусот и ќе опфатиме неколку актуелни важни прашања кои што би требало сите ние и вие да ги знаеме. Веднаш ќе започнеме, веќе го имам на видео линк професор доктор Виктор Исјановски, кој што е психијатар и е директор на Здравствен дом Скопје и е исто така член на Комисијата за заразни болести. Тој е тука со нас денес да одговори на неколку важни прашања околу тоа каква е состојбата во моментов, што со новите мерки, значи кога станува збор за вакцините и за сезонскиот грип и за оние вакцини кои што треба нели да ги набави Министерството за здравство, кога станува збор за коронавирусот, што ќе треба накнадно негде напролет да ги прими населението пред се први здравствените работници и така натаму. Да не должам многу, значи веќе ќе го поздравам доктор Виктор, ви благодарам што денес одвоивте време да направиме еден разговор и да доставиме повеќе информации до нашите гледачи. Добро дојдовте. Добро ве најдов, добар ден до вашите гледачи, добар ден до вас и ми причина огромно задоволство да учествувам во вашата емисија. Ви благодарам уште еднаш. Докторе, веднаш ќе започнеме, нема многу да должиме. Каква е моментално состојбата со коронавирусот? Со оглед на тоа дека веќе подолг временски период, процентот на од тестираните на позитивните на COVID-19 се движи негде од 30 до 34,5%. Какви се вашите сознанија? Вака, од последните мои сознание е дека таа бројка останува константна, немаме некои драстични падови, меѓутоа немаме ни драстично зголемување на бројката, може да се каже една линеарна бројка. За сега болничките капацитети се спремни, меѓутоа мора да потенцираме дека сите оние кои што работат на оваа проблематика, започнувајќи од брзата помош, третирањето, третманот, во текот на хоспитализацијата, луѓето даваат надчовечки напори, целиот оној медицински кадар, низ целата наша држава. Во однос на тестирањата кои што ги прави Здравствениот дом Скопје, вие знаете дека отворивме 7 пунктови. Последниот пункт е веќе од минатата недела во поликлиниката Шуто Оризари, да се доближиме и до таа ранлива категорија на граѓани на територијата на град Скопје. Тестовите знаете дека се бесплатни, се прават по 60 тестови дневно. Тоа се оние брзи тестови, доктор Исјановски? Да, брзите тестови кои што се закажуваат преку матичниот доктор и граѓаните се упатуваат во нашите пунктови каде што го вршиме ова тестирање. За сега правиме по 60 дневно, значи 7 по 60, ќе видите колку доаѓа околу колкава бројка правиме дневно, значи во овие пунктови. Так. Денеска веќе беа презентирани новите мерки што треба да се достават до владата, пак владата да ги усвои. Сметате ли дека се доволни, бидејќи некои од европските земји веќе имаат и тотален локдаун, еве по примерот ќе го кажам Берлин веќе најави денес од среда тотален локдаун со оглед на големите исто новоинфицирани таму. Дали сметате дека овие мерки ќе бидат доволни, бидејќи како што знаеме луѓето не ги почитуваат. Ова е се поради непочитување на мерките. Видете, ние овие мерки сметаме дека за сега ќе бидат доволни, гледаме дека и оние кои што вадат парче леп да можат, меѓутоа да не дојде до тотално затварање. Сепак нашата држава не е некоја од 7-те развиени светски економии, па да го издржи овој притисок, но се надевам дека овие мерки ќе покажат и да се почувствува малце она новогодишна атмосфера, пак ќе речем со запазување на мерките на протоколите, меѓутоа граѓаните да не останат затворени во своите домови и не дај Боже полициски час. Ова мерка ја предложивме некаде доди од 20 од петок мислам сега до некаде до кај 15-20 јануари, кога сметам дека луѓето најмногу ќе бидат раздвижени, кога ќе сакаат да посетат ресторани, кафичи и оние групни, меѓутоа пак со напомена да не се прават големи групирања, тоа да се направи во ужи круг на семејството и сите оние мерки протоколи кои што ги кажеме, али со еден збор кажано, сметам дека во овој момент е доволно. Не дај Боже, значи во Европа и во светот многу растат бројките, гледаме и од нашето соседство, меѓутоа кај нас и правиме зголемен број на тестирања, али бројките се онака линеарно и немаме ни пад, па не раст. Така, да, едно плато што се вели, кое што е така рамно.
прв човек на здравствениот дом сте од август минатата година. Вие сте, како да кажам, на првата борбена линија некако кога станува збор за справување со пандемијата со коронавирусот. Целосно се ставени на располагање сите ваши капацитети, како што и пред да започнеме емисијата, додека разговаравме, кажавте дека никогаш не застана работата на сите здравствени домови, примаа пациенти. Како стојат работите сега со здравствените домови, сите оние кои што се во нашиот главен град, дали е се уште се како што треба и во однос на вклученоста на докторите со коронавирусот, каква е вклученоста од сите доктори од здравствените домови и дали што сега следно да прашам, дали има од здравствените работници некои од овие заболени, дали има голем процент? Да, видете, здравствениот дом точно е дека не застана со својата работа во ниеден момент, ни прва, ни втора смена, па ни оние ноќни служби, а да не збориме за брзата помош 24/7 која работи од почетокот на пандемијата. И ние не останавме имуни, како и во секоја друга организација, било каква таа да е, не само здравствена. Се појавуваат позитивни лица, меѓутоа гледаме да веднаш тоа се реагира, да луѓето се изолираат, значи сите оние протоколи и мерки да се следат. Сега, може би на почетокот февруари-март имавме пат на работата, кога имаше полициски час и така натаму, меѓутоа пак вторите смени работеа за итните случаи. Сега со затварањето на одредени клиники во терцијарната здравствена заштита, обемот на работа ни е екстремно зголемен, дури и не се постигнува, да речеме во делот на специјалистичките служби, конкретно рентген, лабораторија, значи имаме и многу други служби, каде што можам да кажам дека капацитетите преку мој термин ни се исполнети. Меѓутоа најмногу сега ни е рентгенот оптоварен, али морам да се пофалам не себе си, него ајде ќе кажем и претходната гарнитура која што беше пред мене, што успеавме и инсталиравме 3 дигитални апарати, рентген апарати, затоа што сепак во другите поликлиники имаме од постариот тип на рентген, и овие 3 рентген апарати многу побрзо заврши работа, затоа што и работата и снимањето, и не чекате филм да се даде, него на граѓаните им го давате на CD и они после тоа можат со него каде имаат потреба да си завршат работа. Так. Дали има многу голем број од здравствените работници од Здравствен дом Скопје кои што имаат COVID-19 или помал е процентот? Не, помало е. Ние и на почетокот имавме мала бројка, меѓутоа гледаме колку можеме да бидат здравствените лица заштитени, меѓутоа некогаш и ние мора да бидете свесни од разни бирократски работи, тендерот да помине жалбениот период, и ние малце чекаме еден одреден извесен период, али во прв план ние брзата помош најмногу, затоа што тие сепак лица имаат најдиректен, не дека другите здравствени работници, дали се стоматолози, дали се општи лекари или од специјалистичките служби или превентивата каде што вакцинираат, не дека не треба да бидат заштитени, меѓутоа секогаш брзата помош ние таму има доста голема група на лекари и на немедицински кадар кој што директно учествува во транспортот и било што во лекувањето, тука и домашната посета. Меѓутоа гледаме да стално бидеме опремени, да имаме дезинфекциони средства, сето она што е еден вид на заштита на самите вработени. Сезонскиот грип вакцинацијата започна, трае се уште. Дали има доволно вакцини, дали сите оние кои што сакаат да се вакцинираат ќе бидат вакцинирани? Ние, значи, во почетокот од пред 3 недели, кога ги отворивме вакциналните пунктови со министерот, ние добивме 2500 вакцини. Ние отворивме смена, значи, од 14 до 19 часот, за да нема мешање на здрави со болни. Малце граѓаните имаше различни реакции дека матичните не можат да најдат термини и така натамо. Јас ги разбирам, меѓутоа мора да сватат и граѓаните дека термините не ги контролира Здравствен дом. Термините си ги контролира мој термин. Сега веќе од наредната недела, еве и со Министерството во разговори и со мој термин, добивме над 4200 вакцини против сезонски грип. Веќе почнавме и во саботите да вакцинираме, каде што имаме отворено по 60 термини.
Ако претходно било на 10 минути грубо, сега јас не знам на памет, по 30 лица во еден пункт, сега имаме значи по 60. Значи сега го направивме терминот на по 5 минути, имаме доволно вакцини, ги испорачуваме вакцините, значи се работи за над 4200. Ако само во ланската година извакциниравме помеѓу 2-2.500, ние сега во првата фаза во 3 недели извакциниравме над 2.500 лица. Так. Тука беа вклучени новинарите, беше вклучена војската, имаше одреден контингент кој што заминуваше, не знам точно во која држава, дали во Афганистан, и војската побара да 15 лица бидат вакцинирани, значи една широка група не само на граѓани, него и на одредена друга популација, по професија. Так. Алгоритмот за тестирање се промени, не е како на почетокот ист. Сега по тој алгоритам како оди, ајде уште еднаш да го потенцираме алгоритам за оние алгоритмот за оние кои што не се информирани. За брзите тестови, значи за брзите тестови здравствен дом знаете не ги прави PCR тестовите, тоа па го прави институтот и центарот за јавно здравје. Значи за брзите тестови што да знаат граѓаните е кога одат на матичен, тој алгоритам им ја даде. Многу е битно да контактот да бил од 0 до 5 ден, каде што тие се најмногу ефикасни. Некои одредени европски земји сметаат и дека и до 7 ден е најдобро да се направи тестирање. Доколку лицето на брз тест се покаже позитивно, значи без симптоматологија и без ништо, он е позитивен. Доколку лицето има било каква симптоматологија поврзана со COVID, блага температура, болки, гребење во грлото и така натаму, сите онаа симптоматологија која што ја знаеме, а се покаже негативен, веднаш лицето се упатува на PCR тест. Значи веднаш. Меѓутоа, ако нема никаква симптоматологија, еве јас и вие ќе се земеме за пример, јас одам, правам брз тест, и сте негативен, вие сте негативен. Да, и потоа се оди преку, се внесуваат лицата на мој термин, да се значи институтот се информира дека тие лица се позитивни, влегуваат во онаа дневна статистика и се изготвуваат решенија за изолација. Значи уште еднаш да повториме, ако сте позитивни, а немате симптоми, сте позитивни. Ако имате симптоми, а ако испадне негативен, мора уште еднаш да се тестирате. Така, а имате симптоми. Да, ако немате симптоми и сте негативен, сте негативен. Да, меѓутоа ова го збориме само за оние брзите тестови, така. Да, меѓутоа брзи тестови имате сега од различни производители, еве да не набројуваме земји, Турција, Кина. Значи здравствен дом овие брзи тестови кои што се користат се признаени во Европската унија и на светско ниво. Значи се признаени од Светската здравствена организација како најквалитетни тестови. Сега го променивте и она, како да кажам, регистрирањето на оздравените лица, оние кои што се со лесни симптоми или без симптоми после 10-тиот ден без тест се водат како оздравени, така? Да, па така и во Европската унија, така и во останатите. Оние кои што имале некои, како да кажам, средни симптоми веќе после 21-виот ден се водат како оздравени без тест. Така, да, точно. Значи тие не можат да бидат преносители веќе, така е утврдено? Па се надеваме, кај оваа болест се надеваме дека е така, меѓутоа во ова неколку месечно што имаме, веќе не знам како да го наречам зло, гледаме дека и некои работи кои што медицината се уште и ги учи, ги открива, значи нема некое стрикно правило, меѓутоа вакцината ќе биде добра работа, што сметам, еве веќе Америка, Енглеска, па и Германија и останатите земји веќе доста се подготвуваат и сметам дека ќе биде една добра работа, но ќе видиме. Зошто кога се случи овој втор бран имаме повеќе, како да кажам, повеќе заразени, поголема преносливост, повеќе починати? На што се должи тоа? На некоја мутација на вирусот? Па јас мислам дека може и да се рече мутација, може би и не, затоа што на почетокот беше многу полесно, бројката беше помала. Така. Нели луѓето ги водевме во оние кластери. Значи точно знаевме каде е, што е, кој е таа фамилија од таа улица, била на свадба кај тој или не знам, дошле на гости. Сега веќе имаме една широка распространетост, веќе што би се рекло ние влезено во домовите, како што влегува воздухот, така и болеста влезена, затоа што вие може некого и такви имаме илјада случаеви, да сте го виделе пред 3-4 дена
и да е се окей, наеднаш кај ти вика после 2 дена, Така. јас правев тест, па сум позитивен и така натаму. Меѓутоа, овој вирус е, според мене, сега јас не сум епидемиолог, не сум микробиолог. Да, меѓутоа од она што го знаете. Да, али од она што го гледаме, мислам дека е вештачки створен овој вирус, затоа што природата не може да создаде вирус, според мене, од она барем ја што го имам учено, али може има и попаметни луѓе од мене кои што ќе ме поправат, дека не може вирус да успева во исто време и на северна и на јужна хемисфера. Да, тоа е нешто што е најчудно. Да, најчудно. Меѓутоа, мислам дека е сега поради широката распространетост и луѓето онака малце што имавме едно опуштање летниот период, па веќе знаете малце и кафаните, терасите, пак сега ќе речам јас кафаните да не ме нападнат. Некако се кафаните, да, ги напаѓаат. Да, али мислам дека еве ќе речам со еден збор, на сите оние места каде што имавме поголемо групирање, дали е тоа во полуотворено, затворено, мислам дека донесе до се ова, али пред се поради широката распространеност. А која е причината што кај некој предизвикува лесни симптоми, кај некои потешки, се зборува дека е тоа некој генетски имун одговор? Дали е тоа навистина причината или е све индивидуално? Сега тоа е све индивидуално. Ќе тргнам како психијатар. Ние сме како личности сите една индивидуа, нема слични како или исти како нас. Меѓутоа пак од одредени коморбидитети кои што ги имаме, значи скоро сега видовме дека хипертензијата, притисокот, дебелината, гојазноста, шеќерот, што да речеме ние сме како народ, како држава кои што ги имаме веќе овие болести, за разлика од некои други народи кои што имаат одредени други предиспозиции. Меѓутоа имаме и случаи каде што и воопшто нема коморбидитети лицето, а починало, мислам, жално за секое семејство што има таков случај, меѓутоа болеста е доста лоша, доста е опака и гледам само како една светла точка оваа вакцина која што ќе имам. Ајде да кажеме избор 2 за вакцината, значи веќе и вчера министерот излезе со информација дека безбедна ќе биде вакцината, дека е безбедна. Имаше и денеска прочитав некои информации за 7 месечини хрватски научници кои што веќе упатуваат апел дека навистина сите вакцини да не се нели скептични луѓето дека се безбедни, дека може да се примат и дека ќе се обезбеди. Министерот потенцираше доволно вакцини да се вакцинира 70% од населението. Ајде малку да ни информирате еве сето она што го знаете како член на Комисијата за заразни болести околу вакцините. Видете, првен ќе почнам дека министерот од нас побара што е и во право. Така. Сите здравствени домови имавме состанок со него да ги кажеме нашите капацитети во однос на број на луѓе, во однос на број на тимови, лекари кои што ќе го работат сето тоа. Колку пунктови можеме да отвориме, сета таа информација со каква техника располагаме во однос на фрижидери, затоа што овие 3 типови на вакцини се даваат во 2 дози, на 27 или 28 дена, дека одредени вакцини како Фајзеровата мора да имате одредено посебно чување, многу ниска температура, дали е минус 70 или 80, не ме фаќате сега за зборот, а останатите може и во оние медицински стандардни, зборам професионални фрижидери, кои што веќе здравствениот дом конкретно ги има. Ние ги имаме за овие текучите вакцини кои што ги користиме за предучилишна. Единствено немаме за Pfizer вакцината, така? Па јас колку што видов вчера на телевизија, дека министерот веќе зборил, во Македонија имаме такви фрижидери, меѓутоа тоа се ваѓа кај некои одредени посебни економски оператори. Може би такви фрижидери се користат и за некоја друга намена. Сега јас не знам до тој степен, али ние како здравствен дом, доколку е потребно и како ќе ни наложи министерството, па ќе речем од зависност кој тип на вакцина ќе пристигне во нашата држава, ние ќе бидеме спремни да искочиме во пресред на граѓаните. Повторно ќе ги отвориме овие вакцинални пунктови, како што ги имаме и сега ние ги имаме постојано, само нема да бидат за сезонски грип, него ќе бидат за
COVID-19. Така. Во секој случај да бидат граѓаните нели мирни дека оние вакцини кои што треба да се чуваат во специјални услови на минус колку беше 70 ми се чини, Така, степени дека ќе се обезбедат такви фрижидери за да може нели да имаат услови за да може да се чуваат пред да се аплицираат вакцините. Нормално. Да, кажавте дека нели имаш информација воопшто од Министерството за здравство и од министерот дека најпрви вие како здравствени работници ќе се вакцинирате, нели имате предност заради тоа што сте на првата борбена линија, потоа лицата над 60 годишна возраст ми се чини, па хронично болните, така ли ќе оди тоа, како ќе биде? Јас, значи, информацијата беше да првен здравствените работници, гледам тој го предлагаат и овие развиените земји, да одат првен здравствените работници, лицата над 65 години, мислам, не над 60 години, Така. и од одредени други професии кои што се од исклучително значење за самата држава. Може би тука да се внесе војската, затоа што ние сме членка на НАТО. Сигурно тие војници кои што ќе одат тамо на одредени мировни мисии, ќе им биде потребна оваа вакцина и ќе им биде барана. Така. Сигурно полицијата, пожарната, значи сите оние луѓе кои што сигурно имаат зголемен број на контакти и да останат имуни. Меѓутоа, како и да е, ние ја очекуваме вакцината, што е добро, и конкретно за здравствениот дом, за другите здравствени домови не знам, меѓутоа тоа се помали здравствени домови. Ние ќе бидеме спремни. Како ќе оди тоа? Пак ќе оди преку матичните лекари или? Наша предпоставка е дека така ќе оди, значи моја конкретно не знам како ќе оди се уште закажувањето. Так, претпоставам дека накнадно ќе се информира. Најлесна работа која што ќе биде во текот да се направи на идните месеци. Битно е ние да имаме екипи, да имаме луѓе, да имаме пунктови и услови по зачување на таа вакцина. Так. Сметам дека Здравствениот дом Скопје ги има сите овие работи и ќе настојуваме и со Министерството со една засилена кампања и така натаму, а и ќе биде добро што искуствата што ќе ги добиеме сега од одредени европски земји кои што започна, да ги видиме нивните искуства, значи за 2 месеци има време. Пардон, јас мислам дека министерот, како што каже, некаде после февруари би требало да дојде оваа вакцина. Така, кажав дека сте по професија, нели, вашата примарна професија е психијатар. Веќе 9 месеци сме во состојба на пандемија. Ми се чини дека сите се обидуваме колку можеме, нели, да го надминеме сето ова психолошки, меѓутоа како поминува времето се потешко некако ни оди. Сите сме некако психички повеќе или помалку засегнати од ова, па што ќе кажете вие од овој аспект? Еве некако како да го заокружиме овој разговор. Што ќе се случува кога, еве, да речеме дека кога ова ќе почне да привршува, ќе имаме ли доста последици на психолошко ниво со оглед на тоа што и младите што ни се еве најранливата група се доста засегнати? Јас мислам дека на сите нивоа, независно од годините, ќе остави некои трагови. Значи, почнувајќи од децата, како што кажавте вие, кои што имаат еден сменет начин на образование, а така состојбата ни налага, нивната комуникација па со родителите, дури и самите некогаш избегнуваме да покажеме емоција за не дај Боже, значи почнуваме првен од кругот на семејството, да не дај Боже нешто или било што, чекај вака, така, значи па пред да се поздравиш, веќе одма правите стрес, дали ги изми рацете, дали носеше маска, а не носеше, значи сето тоа предизвикува еден стрес. Мислам дека ќе имаме последици кај сите, значи години нема тоа да биде. Меѓутоа имаме доста голем круг на психијатри во нашата држава кои што добро си ја познаваат работата. Имаме и психолози кои што сигурно и они ќе бидат вклучени, кои што имаат големо искуство. Така. Дека сето ова може да предизвика едни анксиозни растројства, значи стресови. Мислам дека не само болеста, него и самата стресна состојба за денеска, па утре што ќе биде, па како ќе биде, значи целото наше размислување, целото наше гледање на самата ситуација
И јас тоа тргнувам самиот од себе, мислам, еве веќе 6, 7, 8 месеци да станувате со болеста, да легнувате со болеста. Значи, дали тоа ќе биде и професионални ангажмани, дали ќе кажеш правилно, не си кажал правилно, дали некој ќе те осуди, нема да те осуди. Меѓутоа, видов дека на сите не можете да погодите, ако сум член на таа комисија по професионална должност, не сум по специјалност. Така. Меѓутоа, сметам дека психијатрите ќе имаат работа, меѓутоа сме спремни како држава дека имаме доволен број на психијатри, барем психијатри имаме. Така. Да. Ако достига немале работа, може во иднина ќе имаат, докторе. Да, знаете, за психијатријата во нашата држава постои стигма. Во западните земји тоа е како добро утро, значи стануваш и добро утро не викаш на блиските, него на психијатарот. Затоа што кај нас можеби не се доволно информирани дека менталното здравје е многу поважно од физичкото. Па јас тоа стално го викам дека менталното здравје е поважно од физичкото и дека едно без друго не може. Значи сето тоа е поврзано, дека мозокот е уствари диригент на сето она што се случува во нашиот организам, да. Дали кога да јадеме, кога да спиеме, кога да пиеме, кога па и сексуално да бидеме активни, значи сето тоа го диригира мозокот, али мислам дека нашиот народ добро ќе се снајде, али ако на секој граѓанин му е потребна помош, треба веднаш да побара помош, да консултира психијатар, психолог, со кој што ќе може да разговара во оваа стресна состојба. Доктор Исјановски, бидејќи колку што ме информиравте, ние прв пат се уклучуваме преку Zoom, па некако сме ограничени во времето, би требало за некоја минута да ни се прекине поврзувањето, па би сакала вака како за крај, ако можете некако да одговорите, бидејќи кажавме ќе се воведат некои дополнителни мерки, меѓутоа што ако почне еве до нова година бројот да оди не де Боже нагоре, што не посакувам. Дали сте размислувале на таа тема и дали би вовеле поригорозни мерки како полициски час со оглед на тоа што само тоа би го стопирало она одење по гости како што се говори постојано? Видете, Министерството, комисијата, значи стално размислува, не е веднаш да се стави локдаун, никогаш не сме размислувале. Стално сме ги гледале сите оние страни, значи економски, финансиски, како меѓутоа пред се здравствено, пред се заради јавното здравје. Меѓутоа пак можеби овие празници ќе представуваат една светла точка на оној ментален план. Меѓутоа пак ќе речем мораме да се придржуваме кон протоколите, кон мерките. Мислам дека овие мерки кои што ги воведовме се добри во овој момент, затоа што луѓето пак треба да припазат. Меѓутоа, ако за први требало да се собираат пред Идадија, оваа година не мора да се соберат пред Идадија. Ако луѓето требал крстот да оди од куќа на куќа, сега крстот не мора. Значи, битно е да се обележи денот, да се обележи традицијата, меѓутоа без масовни собирања, групирања. Но дали би вовеле рестриктивни мерки ако има зголемен број? Да, не, мислам дека Министерството, комисијата во секој момент па се прати ситуацијата и без размислувањето за каков тип на мерки би биле се, тој да не преодицираме полициски час, али било какви други ригорозни мерки. Ако има потреба би вовеле, така. Сигурно. Сигурно, значи, пак мораме да кажеме, огромни се празниците, огромни се, значи, оние неработни денови, продолжени викенди, пак морате да земете и во предвид дека децата се распуштаат веќе. Да. И затоа цело време апелираме да нема, значи, собирање, да се избегнуваат гости. Сега е Свети Никола, еве вие самата рековте преска дека тоа е ваша куќна слава, меѓутоа оваа година ќе обележите само со оние членови кои што ви се најблиски, а не со гости, со како што било тоа во претходните години. Да се надеваме дека се тоа што вие го препорачувате и како Комисија за заразни болести цело време што упатуваме и ние како медиуми апел до граѓаните да ги почитуваат мерките, дека ќе вроди со плод. Јас ви благодарам за денешното вклучување еве и да ја реализираме оваа емисија, се со цел повеќе некако информации се обидував да доставиме до нашите гледачи. Ви благодарам многу што некако веднаш искомунициравме, навистина секоја чест за комуникацијата брза која што воспоставивме и се надевам дека соработката ќе остане, па повторно ќе направиме некоја емисија, па и да дојдете во студио.
Па ќе речем ви благодарам уште еднашка, криво ми е што не додов денеска во вашето студио. Така, меѓутоа оправдано. Меѓутоа сигурно ќе имаме поубави денови, поубави времења, кога ќе збориме за нешто многу поубаво него да збориме за пандемијата и ми представуваше искрено огромна чест и задоволство да бидам ваш гост. Ви благодарам уште еднаш и секое добро и чувајте се. Фала и вие, пријатно. Поздрав. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека сето она што го слушнавте во однос на сите овие прашања кои што ги одговоривме и се обидавме да ги објасниме со доктор Виктор Исјановски, кој што е специјалист психијатар, кој што е директор на Здравствен дом Скопје и член на Комисијата за заразни болести, ви ги појасни малку работите и како што кажа и тој, почитувајте ги препораките на Министерството за здравство, воздржувајте се од одење по гости барем овој период во кој што се посочува од 18, значи практично од 5 до 21 јануари. Чувајте се, грижете се за сопственото здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време со друга тема.